Дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Добро вечер, следуваат настаните на денот. Од денес компаниите може да аплицираат за субвенции од државата за вработување на лица од социјално ранливите категории. Берово го прослави денот на ослободувањето на градот. Делегации на општината, Сојузот на борците и политичките партии положија цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОП. Возило на Струмичката болница вчера попладне се судри со камионка и штипска лакавица. Жртва е новороденче кое било упатено на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Од денес и во наредните 15 дена приватните компании може да аплицираат за државните субвенции за вработување лица во социјален ризик. Ке се подржат вработувања на 100 лица, за кои компаниите ќе добиваат по 22.000 денари месечно, 17.000 за плата и 5.000 денари за надомест за обука. Оврска на работодавачот е да ги задржи на работа ангажираните лица најмалку уште 6 месеци. Се предвидува 6-месечна субвенција со врска за приватните компании да ги задржат лицата кои што ќе ги вработат дополнителни 6 месеци. Субвенцијата може да користат сите приватни компании кои што ќе вработат лица во социјален ризик, односно приматели на социјална парична помош, поранешни приматели на условен паричен надоместок или постојани приматели на условен паричен надоместок, исто така жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, односно лица кои што имале ваков статус до 18 годишна возраст, членови на семејства кои што се приматели на постојана парична помош, детски додаток, како и лица кои што имаат ниски примања. Ги поттикнувам и ги поканувам сите приватни компании да искористат оваа можност да аплицираат на јавниот повик кој што е објавен од денес. Средствата кои што ги имаме обезбедено се во износ од 16.600.000 денари и за оваа година предвидуваме субвенционирано вработување на 100 лица во социјален ризик. Тројца нови лекари по општа медицина од вчера се вработени во општата болница во Кочани. Истите веднаш ќе бидат пратени на специјализација по анестезиологија, педијатрија и болести на уво, нос и грло. Наскоро ќе биде распишан оглас за вработување на уште 6 лица. Со новите вработувања Кочанската општа болница го докомплетира дефицитарниот специјалистички кадар. Од вчерашниот ден во општа болница во Кочани во редовен работен однос се примени тројца доктори по општа медицина. Истите ќе бидат упатени на специјализација по анестезиологија, педијатрија и ОРЛ. Новите специјализации се резултат на неодамнешниот оглас што го распиша Министерството за здравство за кофинансирани специјализации, информира директорот на Кочанската општа болница Дејан Апостоловски. Во наредниот период, додава Апостоловски, ќе биде распишан оглас за вработување на уште 6 лица во општа болница Кочани. Станува збор за двајца лекари кои ќе бидат упатени на специјализација со предност на хируршките гранки и 4 вработувања на здравствени работници и тоа 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Огласот е резултат на 350 одобрени вработувања од владата за здравствени работници. Инаку, додава Апостоловски, за година или година и пол четворицата специјализанти кои пред 3 години ги прати болницата на специјализација ќе завршат со изучувањето. Станува збор за специјализанти на хирургија, неврологија, педијатрија и гинекологија. Од февруари пак оваа година вработен е нов психијатар во психијатриското оделение во општата болница. Со новите вработувања и специјализациите, Кочанската општа болница полека но сигурно го докомплетира специјалистичкиот кадар кој што е дефицитарен во установата. Продолжуваме со инфраструктурните зафати во регионот. 500 жители во 3 пробиштипски села, Кундино, Ратавице и Турско Рударе, наскоро ќе имаат водовод. Општина Пробиштип за овој проект издвои 8 милиони денари.
На 3 села и на над 500 семејства во општина Пробиштип конечно ќе им се реши проблемот со водоснабдувањето. За краток период жителите од трите села Ратавица, Кундино и Турско Рударе ќе имаат квалитетна вода за пиење. За реализација на проектот издвоени се 8 милиони денари. Целосно е завршен и пуштен во употреба новиот водоснабдителен систем на селото Ратавици, проект кој што го добивме преку Агенцијата за финансиска поддршка на Министерство на земјоделието и руралниот развој, а во моментот во завршна фаза или веќе е завршен и делот од трасата за водоснабдувањето во село Кундино од филтер станицата на местноста викана Жгури до резерварот кој што се наоѓа во самото село Кундино. За селото Кундино имаме должина во проектот кој што го добивме од Министерство за животна средина од околу 3 километри цевковод. Дел од овој цевковод беше поставен во изминатиот период на делниците каде што имаше оштетувања поради долгогодишното непуштање во употреба, е заменет цевководот, меѓутоа поставени се и комплетно нова хидромеханичка опрема, воздушни вентили, селото Турско Рудари. Во оваа фаза имаме должина од 1 километар и 200 метри, тоа е поврзување на Злетовскиот водоснабдителен систем до местото каде што ќе има изградено препумпна станица и препумпната станица влегува во овој проект. Должината на водоснабдителниот систем на овие три села е вкупно 5,5 километри, а за изградба на истиот во Кундино и Турско Рударе најголем дел од средствата се добиени од Министерството за животна средина и од општина Пробиштип. Општина Пробиштип не ги заборави останатите села кои веќе имаат изградено водоснабдителен систем, каде активно работи на поставување на чешми во истите. И се подготвуваме за распишување на јавна набавка на изградба на уште неколку чешми, тоа во селото Плешенци, во селото Горни Стубол, во селото Стрисовци и понатаму ќе продолжиме со истиот овој проект кога од нас ќе побараат граѓаните од овие населени места. Во моментот јавното комунално претпријатие работи на приклучок на шахти за сите домаќинства во село Кундина. По 30 години жителите од населба Суитла ќе добијат канализација. Денеска јавното претпријатие ИСАР започна со геодетско мерење, а наскоро ќе почне изградбата на одводниот систем. Инвестицијата е во вредност од околу 3 милиони и 500 илјади денари. Нова фекална канализација ќе добие штипската населба Суитлак. Јавното претпријатие ИСАР во соработка со локалната самоуправа започнаа со подготовка на правичните работни активности. Ние прво ќе изведеме главната линија овде на самата улица во должина од 1000 метри. Откако ќе изведеме главната линија, ќе започнеме со приклучоците лево и десно на оваа главна линија и на овој главен пат кој што се наоѓа овде. По местење на главната линија, општина Штип, односно градоначалникот ќе асфалтира оваа улица, ќе биде асфалтирана улицата овде во населба Суитлак. Дополнително ќе работиме и на долната линија, прво ќе изведеме оваа линија, па дополнително на долната линија и сите приклучоци лево и десно кои што гравитираат од оваа улица ќе се ги финансираат самите граѓани. Денеска почнуваме со мерење на главната канализациона линија во должина од 1050 метра. А потоа продолжуваме со снимање на приклучните краци кои гравитираат околу населбата. Оваа канализациона мрежа е вредна 3 милиони и 500 илјади денари, од кои 1 милион се финансирани од јавното претпријатие ИСАР и општина Штип, а останатите 2,5 милиони од самите граѓани, кои веќе имаат добиено договори, а започнале и со исплата на првата рата. Жителите од ова место посебно благодарни и задоволни што по долг временски период ќе им се реши голем проблем. Јас сум тука преку 20 години во Суитлакот и да ви кажам дека ово е за поздравување и одма прифативме иницијативата од локалната власт и јавното претпријатие. Тука сме, може да ви кажам, преку 200-300 вили има и во го бараме преку 20-30 години. Не знаеме како да се захвалиме на овие луѓе што ја започна оваа иницијатива. Со канализацијата и со водоводо, мислам дека овој дел ќе биде еден од најубавиот дел во градот. Горчлив проблем до сега и така натаму, но еве, срекна околност што со ЈП ИСАР имавме добри односи, се договоривме да сето тоа биде реализирано. Колку што знам, првиот одговор од нина страна беше почнуваме од први, завршуваме за 2 месеца. Многу значи. 10 години живеам тука. Канализацијата е сериозна работа.
затоа што на километар и пол сме до Штипа, имаме канализациона, односно септичка јама и така натаму. Јас сметам дека сите ние треба да се придружиме. Овој предизвик во функција и на среќа и на здравје и така натаму мора да го прифатиме сите, затоа што колку што ми е познато дека законот каде има канализација, септичките јами ќе бидат забранети. Во оваа населба живеат околу 200 фамилии, а како што изјави директорот Бојаджиев, по геодетските мерења за брзо време ќе се започне со изградба на канализацијата. Земјоделските производители и сточари кои подигнале лозови и овошни насади и обезбедиле добиток со сертифициран генетски потенцијал, може да користат средства од државата за рефундирање на дел од вложените средства. Апликациите се поднесуваат до агенциите за поттикнување на земјоделското производство по електронски пат. Во тек е огласот за пријавување на реализирани овошни лозови насади, обезбедување на јуници, овци, кози и нерези во периодот од почетокот на годината до 30 септември. Сите заинтересирани земјоделци треба да се обратат до подрачните служби на агенциите за земјоделско производство во соодветните градови. Користи на оваа мерка може да бидат сите земјоделски стопанства кои се запишени во единствено регистар на земјоделски стопанства во Министерство за земјоделие и тие може да аплицираат, значи сите они кои се подигнале овошни насади од 1 јануари до 31 септември. Додека тоа не важи, значи за оние кои планираат да подигаат после 30 септември. Државата ќе изврши рефундирање на трошоците во просек од 55 до 75% и тоа во зависност дали апликацијата е поднесена од млад земјоделец, дали се однесува за рурално подрачје или од недостапни подрачја. Поднесување на барањето електронско барање кое тука кај нас го вршиме, и електронско барање и пропратно, значи со испечатено во писмо. Сите користи кои имаат исти број бодови во рангирањето ќе имаат предност на датумот и времето на поднесување на електронското барање. За сега во Штипската агенција за поттикнување на земјоделското производство не располагаат со податоци за бројот на лица кои ќе користат средства за споменатите мерки. Сладката мака на пчеларите од Виничко ги настрави не само мечките, туку и луѓето. Од 10 пчеларници лоцирани во пределот на Ѓуџевска река, украдени повеќе стотици рамки полни со мед. Полицијата во потрага по вештите на трапници. Напролет во фазата на развој се крадеа цели кошници, а сега се краде и медот. Слабата пчеларска сезона кулминираше со 10 пријави на кражби на цели рамки полни со мед. Оштетените пчелари не се сомневаат, кражбата е направена професионално, само како што уме пчеларот тоа да го прави, а штетите ќе бидат долгорочни. Изведени се по 10 рамки, околу 65 рамки се изведени полни со мед. Пчелите се лоцирани спрема Ѓуџевска река, место викано Димофрид. Од соседството не се сомневам. Не знам, тука од мене нагоре има многу дојдени со пчели од Кочани, од Штип, па дури од Скопје рекоа дека имало. Не можам да се сомневам во никога. А сигурно е дека се пчелари кои го фино ги обработили пчелите и ги земали целиот мед. Беа припремани и јас да ги симнам, да го вадам медот и тие го искористија во моментот и го извадија пред мене. Некако негативна реклама ни дојде. Имаме доста гости. Од тие гости некои испаднаа и несакани гости. Некои се послужиле со рамките од домакините. Но за нас пчеларите тоа значи дека тие пчели се еден вид измасакрирани. Тие пчели ќе останат без залихи, пчеларите не можат да ги надокнадат и тие пчелни друштва се осудени на пропаст. И пчеларите барат лимитирање на терените за пчеларење, секој да си го користи теренот на општината во која е лоциран и да не се мешаат едни со други, најмногу заради опасноста од ширење болести. Без одобрение на Министерството за земјоделие и шумарство да не им дава да се лоцираат и тоа се лоцираат до сам пат и теренот го заразуваат така да може и после тоа да бидат заразени нашите пчели. Виничките пчелари годинава стагнираат со приносите, стартуваат добро, но завршуваат со минимален просек. Јас се занимавам со пчеларство некаде околу 18-19 години. Имаше многу слабо медење, значи слаби залихи. Кај мене имам некаде смешни 2 до 3 килограми просек по пчелно семејство. Ние ова година едноставно ќе треба да
најдеме начин само да ги презимеме пчелните семејства. Најверојатно цената на медот ќе иде нагоре, но кога нешто го нема, ние пчеларите пак сме со исти приходи. И недела дена по пријавените кражби во полицијата, пчеларите во неизвестност при крајот, кога ги очекуваат последните приноси после дождот, стравуваат дека човекот мечка пред време ќе им ја собере сладката мака. На подрачјето под надлежност на полициска станица Штип во првата половина од годината, споредбено со истиот период лани, бројот на криминални дела бележи намалување од 4%. Минатата година за половина година имало 435 кривични дела, годинава 419. Во овој период полициска станица Штип целосно расветлила 87 кривични дела, а 170 се со познат сторител. Безбедносната состојба на подрачјето на полициска станица Штип влезе во комисиска процедура во Советот на општина Штип. Кај останатите области во извештајниот период забележано зголемување во откривачката активност и тоа во делот на организиран криминал за 100%, со евидентирани 13 со 6 кривични дела во делот на економски криминал, зголемување за 50% со евидентирани 24 со 16 кривични дела, како и кај кривични дела од областа за недозволена трговија со дрога и оружје, е зголемување за 19% во обемот на деликтите со регистрирани 19 со 16 кривични дела. Како резултат на превземените активности во текот на првото полугодие, расветлени се 87 со 125 од ланскиот година кривични дела, со што е постигната ефикасност за расветлување од 35% со 45%. Покрај тоа, во наведениот период, расветлени се 7 кривични дела од претходната година од областа на имотни деликти и спаѓаат во дополнителна активност и реализација на службата. Трагична сообраќајна несреќа се случи вчера попладне на магистралниот пат Штип-Радовиш во близина на село Лакавица, Штипско. Жртва е новороденче кое со болничко возило на Струмичката болница било упатено на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Новороденче го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа. Несреќата се случила околу 17 часот и 50 минути помеѓу две моторни возила кои се судриле на магистралниот пат Штип-Радовиш, поточно кај село Лакавица. Возилото во кое загинало новороденчето било во собственост на општата болница од Струмица. Се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Фиат Добло со струмички регистарски таблици, собственост на јавната здравствена установа Општа болница Струмица, управувано од 58 годишен возач со две сопатнички на возраст од 30 и 53 години и новородено бебе од мајка на возраст од 39 години и товарно моторно возило МАН со радовишки регистарски таблици, управувано од 27 годишен возач од кавадаречкото село Трстеник, а како сопатник во возилото бил 42 годишен жител на штипското село Нов Караорман. Во незгодата, со тешка телесна повреда, скршеница на носна коска, се здобила 53 годишната сопатничка во патничкото моторно возило Фиат Добло, а новороденчето со возило на клиничката болница Штип е пренесено во клиничкиот центар во Скопје, каде во 1 часот по полноќ за жал починало. По овластување на јавен обвинител е извршен увид на лице место од страна на секторот за внатрешни работи од Штип, а причината за настанување на незгодата дополнително ќе се утврдува. Во новата академска година, во првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се пријавиле 1700 кандидати, а најголем интерес од страна на идните студенти има на Факултетот за медицински науки, природно-техничките факултети и Факултетот за образовни науки. Во новата академска година, во првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се пријавиле 1700 кандидати, а најголем интерес од страна на идните студенти има на Факултетот за медицински науки, природно-техничките факултети и Факултетот за образовни науки.
Првиот уписен рок е во завршна фаза и во текот на следните 3 дена ќе започне запишувањето на пријавените кандидати. Универзитетот продолжува со своите динамични активности во текот на првиот, вториот уписен рок. Значи првиот уписен рок е во завршна фаза и во текот на следните 2 до 3 дена ќе започне всушност запишувањето на пријавените кандидати. Во првиот уписен рок се пријавија некаде близу 1700 кандидати на сите факултети. Тоа е доста охрабрувачка бројка за универзитетот. Скоро на сите факултети бројките се пристојни и се во рамките на очекувањата кои што беа уште пред уписите. Некаде во споредба со минатата година бројките се скоро исти. Освен што наредните 2 дена новите студенти ќе треба да се запишат за новата учебна година, на 25-26 август е и вториот уписен рок на УГД, каде се очекува да се запишат нови 1000 студенти. Универзитетот Гоце Делчев и во вториот уписен рок на заинтересираните кандидати им нуди можност да се пријават по електронски пат. Но 25 и 26 август е и пријавување за вториот уписен рок. Тоа е многу важно да се потенцира сега за сите заинтересирани кандидати или за сите кандидати кои што го испуштиле првиот уписен рок или од различни причини планирале да конкурираат на универзитетот во вториот уписен рок. Универзитетот ја отвори електронската платформа и веќе од вчера функционира електронското пријавување за кандидатите во вториот уписен рок. Има доста заинтересирани кандидати. Пријавувањето ќе биде на истото место како првиот уписен рок. Денес ќе биде објавен конкурсот за вториот уписен рок. Веќе сите кандидати може да го видат тоа на веб страницата на универзитетот и да ги изберат своите опции за студирање. Во новата учебна година се очекува бројката да достигне околу 2500 нови студенти, за кои првиот академски час ќе започне на 15 септември, а редовната настава за новите бруцоши ќе започне на 19 септември. Младински едукативен камп организира клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кочани со цел едукација на младите за сида и сексуално преносливи болести, како и заштита од педофилија, насилство и трговија со луѓе. Учествуваат 8 клубови на млади од исто толку општински организации од Македонија. Клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кочани во периодот од 22 до 24 август во местноста Кајдабот во село Бели организира младински едукативен камп. Темите кои што се обработуваат на кампот се сида и сексуално преносливи болести, како и педофилија, насилство и трговија со луѓе. Целта на организирање на кампот е едукација на младите луѓе во врска со споменатите теми, земајќи го во предвид фактот дека младите малку знаат за начините на заштита од сексуално преносливите болести, како и за заштита од педофилство и насилство. Самите теми се опфатени од страна на самото општество, дека многу млади луѓе не се едуцирани на тие теми, па затоа ние како млади на Црвен крст ќе даваме превентива и ќе даваме едукација на нашите волонтерите кои се дојдени од 8 други општински организации на Црвениот крст, да тие знаења ги пренесат на своите врсници во клубовите во нивните клубови на млади и на свои познаници. Главна цел е и градење на вештини и практики за истото тоа подоцна во својот живот да го применуваат, како и размена на меѓусебни искуства помеѓу волонтерите од различните клубови на млади од каде што доаѓаат и пред се дружбата. Младите се доста заинтересирани, доста се едуцираат, значи ги надоградуваат своите знаења или ствараат некои почетни знаења што подоцна се надеваме дека ќе ги пренесат во своите средини од каде што доаѓаат. Присутни на кампот се представници од клубовите на млади од 8 општински организации од исто толку градови од Република Македонија. Предавањата ги вршат обучени врснички едукатори, а има ангажирано и лица од Министерството за внатрешни работи, кои повеќе се осврнуваат на делот околу едукација против насилство и педофилија. Бурата што во текот на ноќта го погоди хрватското јадранско крајбрежје предизвика голема материјална штета. Дрвја и гранки носени од ветрот го оневозможија сообраќајот во делови на Сплит и уништија неколку возила. Во Задар улици се поплавени, а поради силниот ветер спасувачките служби добиле неколку сигнали за помош од чамци кои останале во морето. На места во текот на ноќта врнежите достигнаа 90 литри на метар квадратен, а во близина на Лошињ е паднат град со големина на орев. Во Шибеник температурата утрово падна до 20 степени, во Задар и Сплит 21, а во Дубровник 25 степени.
Една жена во се уште до крај неразјаснети околности вчера со нож нападна и рани 3 лица во автобус во општина Укл на белгиската престолнина, а потоа е раната и самата кога во неа пукале полицајци, објави бирото на државниот обвинител во Брисел. Според официјалното соопштение на бриселската полиција, жената напаѓач била неутрализирана со истрели во раката во моментот кога се подготвувала да ја избоде и четвртата жртва. До пристигнувањето на полицајците, таа успеала да повреди тројца патници во автобусот, кои се хоспитализирани и се надвор од животна опасност. Од обвинителството во Брисел потврдиле дека е малку веројатно инцидентот да е поврзан со тероризам. 8-годишна девојче загина по напад со гранат. Инцидентот се случил во стан во Гетеборг, Шведска, јавува BBC, повикувајќи се на локалната полиција. За време на инцидентот, детето било на гости кај роднини. Во станот имало уште 5 деца и неколку возрастни. Напаѓачот фрлил граната во станот. Детето починало на пат кон болницата. На денешната 52-та седница на Комисијата за статут и прописи на дневен ред беше предлог одлуката за продажба на акциите во сопственост на општина Штип во Друштвото за спортски дејности, фудбалскиот клуб Брегалница. Со ова предложена одлука се предлага општина Штип во рамките на утврдената постапка со објава на јавен повик за поднесување на понуди да се возможи да влезе приватен капитал во друштвото под предложените услови како би се обезбедил континуиран и стабилен извор на финансиски средства што ќе биде наменет за редовно и теконо функционирање на овој фудбалски клуб. Постапката за продажба на акциите ќе биде по пат на јавно надавање, а основниот критериум е највисоко понудениот износ на минимум годишно вложување во временски период од 10 години. Право да учествуваат на овој повик би имали сите домашни правни и физички лица, а вкупната вредност на цените на акцијата согласно основачкиот влог што го има општината е 25.000 евра и 10 евра по акција. Номиналната вредност на акцијата е 10 еври. Основен критериум за избор на понудувач би бил највисокиот понуден износ на минимум годишно вложување за временски период од 10 години, при што овој понуден износ да не биде под 300.000 евра како денарска противредност, кои би биле потребни за покривање на сите трошоци, заплати, котизации и припреми од страна на основачот. За ваквата постапка ќе се формира и комисија за избор на најповолен понудувач. Инаку оваа одлука се спроведе на еден од најтрофејните клубови во Македонија, фудбалскиот клуб Вардар. Во Делчево започна 21-иот меѓународен кошаркарски камп Делчево 2016, камп на кој учествуваат околу 25 девојчиња и момчиња, а чија примарна цел е изучување на тајните на кошаркарската игра под будното око на првиот тренер на кампот Александар Апостолов. Почеко со 21-иот, летен интернационален кошаркарски камп Клубски патриот и задоволен сум од досегашната работа. Одзивот е околу 25 деца на кампот како и секоја година. Се работи са бајле, вечер, 2 пати на ден. Раководителот на кампот, тренерот Лјупчо Петровски, изрази голема благодарност до српскиот стручњак Апостолов, кој не штедејќи се го стави на располагање сето свое знаење, работа и стручна подготовка, пренесувајќи им на кошаркарите дел од своите тренерски вештини. Тој е српски стручак кој што работи во Бугарија, тренер на кошаркарскиот клуб Септември од Софија. Млад искусен стручак кој што со неговото знаење им помага на овие наши девојчиња да дојдат до што поголеми знаења. За учесниците на кампот ова е ново искуство кое и тоа како ќе им помогне во понатамошниот дел од нивната кариера како млади кошаркари. Овде учиме многу нови вежби што не сме ги учеле во Радовиш и многу убаво. Тренирам околу 2 години, ми се допаѓа. Работиме добро. Што за тебе значи ова искуство? Секој кошаркарски камп носи свое искуство и таму можеме да стекнеме многу нови знаења кои можеме да ги искористиме понатаму. Инаку меѓународниот кошаркарски камп Клубски со мала пауза се организира повеќе од 20 години, а бидејќи на кампот учествуваат дел од кошаркарките кои годинава ќе бидат носечка сила на кошаркарскиот клуб Клубски, кампот ќе значи и добра подготовка на екипата за новата сезона.
Ова беа сите вести приготвени за Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.